Над половина од македонските компании лани се соочиле со корупција во јавната администрација, а најчесто инволвирана била централната власт, покажува анкетното истражување на Стопанската комора на Македонија. Над 12% од анкетираните одговориле дека им било побарано мито и од над 100.000 евра. За 78% од компаниите дошло од централната државна власт, за 22% од локалната државна власт. Најмногу одговори се во постапка на добивање дозвола, одобрение и нешто слично. Понатаму се одговори 12 при инспекцијски надзор, при царинска постапка, при тендерска постапка и има една група на други одговори кои што се во некаква друга постапка, вклучително даночна, судска, катастарска. Оттаму вела дека никој во македонскиот бизнис сектор не бил поштеден, бидејќи над 80% од анкетираните компании сметаат дека корупцијата е помеѓу првите 3 проблеми со кои се соочува државата. 1/3 од нив сметаат дека може да пропаднат ако не прифатат коруптивни сделки, а најчесто им барале вработувања и донации во политички партии. 51%, значи повеќе од половината, помеѓу 1 и 10.000 евра. И тоа е најчестиот одговор. 12% 5 компании, на 5 компании им било побарани повеќе од 100.000 евра. Што значи не се секојаш мали износите. А при јавните тендери најмногу одговори одат во насока на тоа дека биле побарани пари во вредност од 6 до 10% од износот на тендерот. Македонскиот бизнис сектор смета дека помеѓу главните причини за корупцијата во Македонија се ниските казни за овие криминални дела и неефикасниот правосуден систем. Но не губат надеж. На 96% одговориле дека ако има искрен политички мотив, корупцијата може да биде успешно сузбиена. Најголем дел мислат дека судскиот систем е неефикасен, дека во власта има поединци што ја представуваат власта кои што сакаат брзо да се збогатат, зборуваме за 2023 година. 56 одговори има дека влада е морална криза во општеството, како и тоа дека законите не се применуваат. Интересно е дека има одговор, 42 одговори, нема ефикасна заштита за оние кои што пријавуваат корупција. А она што е исто така интересно е дека има 23 одговори кои што велат ниски се платите на службениците во јавниот сектор. Компаниите се решени и лично да се заложат за да се спротистават на корупцијата. Над 66% одговориле дека би посетувале обуки за интегритет, а ќе потпишат и кодекс на етички принципи, кој во иднина може да стане услов за членство во Стопанската комора. Инаку анкетното истражување е спроведено на 130 компании, репрезентативно поделени на големи, средни и мали предпријатија. Во над 80% од случаите одговори на прашањата дале генералните менаџери. Единствено што комората изоставила во истражувањето е во кои случаи компаниите само иницијативно се впуштиле во мито и корупција.